Фудбалски клуб Вардар, со нас координаторот Златко Таневски, Петар и Дарко, деца од фудбалска школа Гроздановски, кои сега настапуваат за Вардар. Добре дојде, координаторе, се надевам второ учество тука на турнирот, импресии и малку за соработката нелијата со Гроздановски. Благодарам, добро ве најдовме. Ова е моје прво учество као координатор на фудбалскиот клуб Вардар. Имавме учество и минатата година. Од ова што јас го гледам во овој моменти, можем да кажем едно големо браво за организаторот Златко Гроздановски. Вакво нешто нашите простори ретко се гледа. Пред се вакви прекрасни терени, толку многу дечиња собрани на едно место, стварно прекрасна организација. Можем слободно да кажем дека е на ниво на европски турнири. Обично овие генерации се тука, стално е таа изрека да се учествува, меѓутоа во Вардар амбициите секогаш се други, не само да се победува, меѓутоа што е тоа круцијално искуство кое се стекнува на ваквите турнири? Па видете, и нашата цел, нашата девиза, поготово овие генерации, е да се земе учество. Затоа што овие се мали деца, деца во развој, каде што победничкиот менталитет пробуваме да го створиме на некој друг начин, не со цел да се победи секој надпревар. Да, они тренираат 3-4 пати неделно, насоките од тренерите ги даваат со цел нели се победи, меѓутоа победата не е препорачлива овие генерации да биде у преден план. Примерна цел. Така е. Со нас е Петар и Дарко, деца кои од фудбалската школа Гроздановски, сега се под ваша команда, би рекол, нели, во фудбалскиот клуб Вардар. Како сте задоволни од нив, еве една мала компарација, ако може? Па видете вака, со Златко Гроздановски, нели, и како фудбалери во минатото и сега како раководители, да речеме, на фудбалските школи, имаме прекрасна соработка. Планот ни е, ете можем да кажем слободно, дека во иднина ќе имаме подпишан договор за соработка, каде што дечиња, нели, од тие генерации каде што веќе ја наминуваат, да речеме тако, приватна школа, нормално да дојдат во клубови. Наша цел ќе биде така дечиња кои што се издвојуваат, да дојдат кај нас у Вардар. Во овој момент и сега се, да речеме, од оваа година Даре и Петар, им се отворени вратите, нормално и на други дечиња, на нив им се отворени вратите и понатаму се ќе зависи од нив како ќе напредуваат. Ви посакувам многу среќа, се надевам ќе имате успешен турнир и се гледаме тука денови овие 3 дена, дружбата е тука. И благодарам многу, секој добро. МСОУ Сокер Академи, прва година учество на Илинден куп, иако за Марко, за тебе е втора. Ние веќе се познаваме, сега во друга улога си, во тренерска би рекол. Твое гледиште, прв надпревар, одигравте, победа од 2:0 и што можеш да ни кажеш за турнирот? Па ништа, прошли години овој турнир išao u fantastičnom smeru. Ove je podignuto za 3 stepenice više. Ja očekujem da će sledeće godine ubedljivo biti najbolji organizovani turnir u Evropi. S obzirom da mi gostujemo redovno i u Španiji, u Francuskoj, u Nemačkoj, naša akademija je svuda zastupljena sa dobrim rezultatima. Svaka čast braći Grozdanovski, svaka čast Ilindenu, svaka čast celom Skoplju. Stvarno smo oduševljeni, dolazimo s radošću, nadam se sledeće godine i sa 5-6 generacija. Знам дека секогаш приоритетите ти се високи за победи. Победа е првиот надпревар. До каде сметаш дека оваа година може да се стигне на овој турнир? Pa mi na svakom turniru imamo samo jedan cilj, a to je osvajanje turnira. Do sada imamo 87% uspešnosti. Ove godine smo napravili presedan da pridružimo i makedonska deca našoj inostranoj deci, da imaju neki spoj, da zajedno pokrenemo neku priču, da zajedno tu decu podignemo na malo veći nivo. И тоа е една убава приказна која покажува дека овој турнир буквално спојува со тоа што успеа да спои белгијска екипа и македонска екипа во една. Da, fantastično su funkcionisali, imamo jednu parolu koje se držimo, svi za jednog, jedan za sve. Конечно, интервју и изјави од тимот Бугарија. Добре дојдовте, фудбалскиот клуб Арда Карджали. Прв пат учество во Илинден куп, фудбалска школа Гроздановски. До сега вашите импресии и колку сте задоволни? Прво, благодарности за поканата за участието в турнира. Исклучително добри условия за турнир, од които децата многу ще спечелят и сме многу доволни од поканата още веднъж, която получихме да участваме на този турнир. Колку сте задоволни сега за сега од организацијата?
Всичко е на ниво, доволни сме. Најважното е, че децата се усмихнати, щастливи, играат, забавляват се и един празник за тях. Како фудбалска академија, веројатно овие турнири се многу важни за децата да се надпреваруваат, можда и не се важни толку победите, меѓутоа што е тоа што е најважно како фудбалско искуство што го стекнуваат? Најважното нешто което е за децата е за тяхното развитие. Прво ние искаме да изграждаме отбор с стил, децата се развиват, да вървят нагоре и разбира се резултатите сами си идват след този труд, който го полагат. И она како викате во Бугарија, успех за понатам, успех. Многу среќа. Благодарност. Со нас тимовите на Шкендија од Тетово и Скендербеу Корча, да. Колку сте прво учество за двата тима? Колку сте задоволни од организацијата до сега на турнирот? Па многу сме задоволни од организацијата и се надеваме и друг пат ќе има вакви организации. Ќе дојдеме со децата, ќе играме, Така. ќе се социализираме. Апсолутно. Може Нема истото врска. прашање да и за гостиното од Албанија. Симендони, sajinit knaçet në organizimin e këtij Edhe turniri. për ne është ere parë që marrim pjesë në këtë turne, është kënaqësi shumë e madhe, marrim pjesë me dy ekipe, organizimi është shumë i mirë, ne kemi dalë edhe për vende të tjera, në për Hungari, për to, kemi dalë shumë mirë dhe ende, po për ne është kënaqësi, është shumë kënaqësi. И многу ни е задоволство колегата да преведиме, многу ни е задоволство прв пат ние што доаѓаме тука и многу сме задоволни. Се надеваме и дека и друг пат ќе дојдеме, сме били и на други турнири, ама ова е многу добро организирано. А колку е важно за овие деца од овие возрасти што се социализираат, меѓутоа секогаш кога ќе дојде моментот на надпревар, секој сака да победи. Што е тоа круцијално што го развиваат фудбалски во овие години? Па овие се најмалите деца што ги имаме ние у Шкендија, исто мислим овие од Скендербек. И тука и ја кога им кажувам на децата, прво им кажувам дека не треба многу да идеме на победа, треба да се дружиме, да се социализираме и победата ни е во друг план. Во втор план, истото прашање е за нив. Simendoni a vinë fëmijët socializohen këtu, a u flitni për fitore, të fitojmë lojën apo si? Për ne fëmijët, obligimi ton kryesor është që fëmijët të marrin pjesë, të argëtohen, të socializohen, të afrohen me njëri tjetrin, të kenë një bashkëpunim në të ardhmen, pse jo dhe nesër të jenë të njëjtin ekip, dash Maqedonin, dash me Shkëndijën, dash. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe që edhe për fëmijët njeriu vjen në jetë dhe s'duhet ta humbim. Prvo, vika ние сме задоволни многу, им кажуваме децата прво да се дружат, да се социализират и дај Боже вика на понатака ќе дојде истите деца у една екипа да играат. Пример, истите у Шкендија да игра со другите деца или у друг клуб и многу се задоволни. Ви благодарам многу и ви посакувам многу среќа. Фала многу. Good luck. Среќа и на вас. Фала ви. Уште еден тим од Бугарија ни доаѓа на Илинден куп под организација на фудбалска школа Гроздановски Ботев Пловдив. Добре дојдовте за прв пат во Илинден куп. Колку сте задоволни од организација и како се чувствувате на турнирот? Да, ние сме за първи път тук. Турнирът е прекрасен, прекрасни терени, много силни отбори, което това е най-важното. Што значи тоа за генерацијски за овие деца да имаат што повеќе вакви надпревари и да имаат што посилни надпревари? Колкото повече такива силни турнири има, толкова повече децата израстват и толкова по-силни мачове има. Се надевам дека ќе прерасне у традиција и дека ќе ни дојдете и следната година и следната и повторно дека ќе ви испоштува и фудбалска школа Гроздановски, кога тамо ќе има турнири и така натаму, само така може да се гради добра релација во фудбалскиот јазик. Значи винаги където има силни отбори, Ботев Пловдив ще ходи. Со мене се Иван и Злате. Како се чувствувате тука на овој фудбалски турнир? Дали е добре? Аз се чувствам добре. Аз чувствам много добре, щастлив съм, че сме на този турнир и се радвам винаги да бъда тук. Една победа и еден кикс и еден загубен надпревар. Една нерешена. Значи имаме уште еден надпревар. До каде мислите дека може да стигнете? Може ли да го освоите турнирот во вашата генерација?
Какво? Може ли да бидете шампиони? Да, можем. Можем да бъдем шампиони, ако стъпваме здраво в мачовете и не се даваме на никой. Јас ви посакувам многу среќа или како што кажувате вие во Бугарија, успех. Благодаря. Со мене е Милан од фудбалската школа Карев. Милан, колку си задоволен од турнирот и какви беа вашите настапи до сега? Задоволен сум од турнирот. Нашите настапи беа добри, тоа што игравме правилно. Победивте или изгубивте? Победивме и ќе одиме во наредно коло. Што мислиш, до каде може да стигнете? Па до финале. До финале. Што ти значи во овие години на тебе фудбалот и колку многу го сакаш фудбалот со оглед дека си многу млад? Па фудбалот го сакам Како занимација, како професија? Да. А што сакаш повеќе, школа или да играш фудбал? Па и школата и фудбалот. Добро. Јас ти посакувам многу среќа и да освоите и да се видиме кога ќе го кренете пекарот. Добро? Договорено? Да. Најлиден куп на овој втор меѓународен фудбалски турнир, за прв пат најдобриот бугарски клуб, слободно ќе кажам, ЦСКА Софија. Добре дојдовте. Колку сте задоволни од организацијата и колку надпревари одигравте до сега? Благодаря първо за думите, които казвате към ЦСКА. Радващо е. Смея да кажа, че най-хубавото е, че отново сме на турнир и ние като клуб от ЦСКА се стараем наистина всеки един турнир, който отиваме, да бъде конкурентоспособен, макар че не винаги се получава точно това. Но все пак важно е децата да имат повече игрови минути, което може би в този тур няма да се случи поради формата на игра, защото имаме по-малко минути в мачовете, т.е. 20 минути и повече играчи на терена, което малко така се случва много рикошети, много карамболи, децата още не са толкова адаптивни към много тесни пространства. Веројатно дружењето, дружбата тука е најважна на овие турнири, меѓутоа секој сака да победи. Но што е тоа најважното што го стекнуваат како фудбалско искуство на оваа фудбалска возраст? Значи победата като цяло е важна, но не е показател, че децата се развиват. Въпросът е, че резултатите не могат да бъдат само цифрови, т.е. да кажем някакъв резултат 3-0, 3-1, 3-3 и така нататък. Те трябва да бъдат съвсем други, като качество на игра, как отиграват топката, какви решения взимат децата и така нататък. Колку сте задоволни од организацијата на турнирот? И на този етап няма какво да кажа като някакъв минус, просто може би аз не исках да играя повече минути, моите деца да играят повече минути, което в момента няма как да се случи толкова и може би формата да не е 6, да не е 5. Но това са дребни неща, към които ние трябва да се нагодим и да се адаптираме възможно най-бързо. Се надевам дека и следната година ќе се видиме и ви посакувам многу успех и да стигнете до финалето. Благодаря много, надяваме се, че нивото на този турнир ще се дигне още повече, за да може и ние да имаме очи да дойдем и да присъстваме отново. И благодаря. За нищо. Фала ти многу.